Господја Андова, еве, да им појасниме на пензионерите, на граѓаните на Куманово, што е всушност Солидарен фонд. Солидарниот фонд е една придобивка што ја создале пензионерите сами за себе. Тоа има големо значење, има голема традиција. Колку што постои пензионерското организирање, толку време постои и здружувањето на пензионерите во Солидарниот фонд, кој што со времето претрпел многу трансформации, измени и така натаму, меѓутоа обстојува. Оваа година пензионерите слават 80 години јубилеј од своето постојање, така и Солидарниот фонд припаѓа тука, бидејќи е составен дел во пензионерското организирање. Така, дали Солидарниот фонд е на доброволна основа? Солидарниот фонд, точно така, е на доброволна основа, меѓутоа ние сме во Македонија, за разлика од регионот, многу среќни за тоа што имаме таков механизам, воспоставен таков механизам, кој што не беше лесно да се направи како што функционира сега и екзистира, со тоа што има законско решение од 2008 година, до тогаш, значи од 2008 година до сега, тоа се многу малку години во однос на она што рековме дека 80 години постои низ разни форми. Меѓутоа од 2008 година тој се трансформира преку едно законско решение во Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Има 3 члена таму кои што зборуваат за суштината и постојањето и функционирањето на Солидарниот фонд. Тоа е членот глава 10 во Законот за пензиско и инвалидско осигурување, членот 115, 116 и 117, кои што зборуваат дека на доброволна основа, на основа на изјава, сопствена изјава, при пензионирањето, значи секој пензионер станува пензионер со поднесување на барање до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, до подрачните служби таму кај што работел територијално. И во тоа барање, освен другите моменти и документација што ја поднесува, има еден прашалник каде што се вели дали сакате да членувате во Солидарниот фонд, односно дали сакате да издвојувате од вашиот дел од пензијата некоја минимална сума која што ќе ги покрива трошоците во случај на ваша смрт, на членовите, значи да се помогне на членовите на собственото семејство, да се издвојува од својата пензија една уплата која што не значи големо оптеретување, меѓутоа значи голема придобивка и исто така дека со тоа автоматски треба да сте и член во пензионерското организирање. За колков износ на средства станува збор? Со колку средства може еден пензионер да стане дел од Солидарниот фонд? Да, за да стане член на Солидарниот фонд преку таа изјава автоматски, значи штом потпишува дека се сложува, значи таму има да или не, значи тоа е доброволно. Со таа изјава тој автоматски од тогаш станува член со тоа што од неговата пензија се издвојува дел што е уплата, задршка од пензијата, што ја врши Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, тие административни работи, значи бидејќи таму не се исплаќа и пензијата, таму се врши и задршката и таа автоматски се проследува, значи таа изјава за секој пензионер се проследува и таа изнесува во различите периоди различито, меѓутоа не многу. Уплатата не се разликува многу. Да кажеме, да се врата малку назад, во време на пандемијата имаше големи маки за тоа што треба уплатите што се вршат во фондот да бидат доволни да може да се вршат исплати. Сега, таму беше голема смртноста во тие периоди, ние пензионерите сме многу подложни на разни хронични заболувања и така натаму и осетливи по здравјето и таква состојба во таа пандемија најмногу ги засегна пензионерите, се умираше тогаш месечно по 1715 случаи месечно просечно умира,
Тоа значи над 20.000 случаи годишно, што беше големо оптеретување. Иначе во нормални услови сега ја пратиме состојбата во тоа движење на смртноста, која што има голема улога во тоа дали ќе се уплаќа толку или колку. Таа се движи во нормални граници околу 15.000 годишно. Тоа значи 1250 на месечно ниво. Сега, колку изнесува тоа? Тоа се математички методи кои што беа, да кажеме, после осамостојувањето на Македонија, преку осигурителните компании, имав среќа ја тоа да го работам како формирачи на тоа ново ткиво во пензионерското организирање во делот на Солидарниот фонд, како осигурување на ризик во случај на смрт, што поимот осигурување не го опфаќа познатиот ризик и имавме големи маки да ги убедиме, например, на ниво на нашата компанија, нашите водачи, директорите, управителите на ниво на Зоил Македонија тогаш беше, дека вика, па тоа е познат ризик, дека пензионерите умираат, да, ама пензионерите умираат кога поединачно умираат, не умираат сите заедно. Така да, значи, се изборивме тоа да го направивме тука, да кажам, 92-а некаде да почна и сите филијали беа тогаш во осигурувањето, постепено се уклопија. Прво беше Битола, Куманово, оние како најголеми, да кажеме, филијали што бевме во таа компанија, се изборивме преку настапи на медиуми, преку објаснување на пензионерите што значи тоа, каква ќе биде таа придобивка, и тогаш од таа трансформација, значи од распадот на Југославија, пред тоа било фатено преку здравствено осигурување, не знам што, сум соработувала тогаш со тие што беа во Сдруженијето на пензионери, претходници далеч на 92 година, вика, па што Снежана ќе правиме такво, зошто да правиме кога пензионеријат има за сандак, вика, 300 денари. Викам, што се тие, нели, воведавме тогаш парична единица денари, и покрај тоа што имаше деноминација 6 нули бришење, тие 300 денари не значеа ништо, никакво покритие. Викам, срамота, и така да историјат почнав да причам, се воспостави тоа и функционира. Функционира со одредени потешкоти, да кажем, има различити размислувања, меѓутоа за тоа сме ние тука, да кажем, дежурни кривци кои што треба да го кажеме тоа што е корисно и дека треба тоа да се чува и да се негува и дека е голема придобивка. Колку чини тоа? Например, сега, моментално, ние правиме, јас сум председател на одборот за регистрираната организација за Солидарниот фонд. Тоа е таа регистрирана организација е формирана тогаш, значи 2008 година, и од тогаш постои постоја спогодби и договори со, да кажеме, со фондот за ПИОМ, постои посебен договор. Постои посебен договор и посебна спогодба со сојузите на пензионери. Не е само сојузот на пензионери на Македонија, туку постои и уште 3 сојузи постојат. Тоа се на инвалидска основа, што се корисници на инвалидска пензија, Национален сојуз, инвалиди на труд, тоа се уште 3 сојузи други, кои што фаќаат многу помал дел од пензионерската популација, иначе се 300, имаме ние сега пензионери околу 346.000. Последни податоци што зборуваат, секој ден варира бројката, дали плюс или минус, меѓутоа општо дека ова година постои прираст на пензионерите околу 5.000 скоро. Правевме анализи, значи, за да се дојде до точен податок колку треба да биде издвојувањето или тој надоместок што треба да се плаќа од пензијата, секогаш се врши анализа. Анализа што ја прави заедно Фондот за пензиско и инвалидско осигурување како задолжен за административно-техничките работи и стручни работи, и ја води оваа проблематика, заедно со
структурава на пензионерите, пошто тоа се лични средства на пензионерите и преку одборот за регистрирана организација се договараме колку да изнесува. Ние донесуваме одлука. Ние одлучуваме за тие средства, бидејќи тие се лични средства на пензионерите, тие не се средства од буџетот, не се издвоени на товар на државата, туку се на товар на секој пензионер. Сега колку изнесува? Сега моментално од 1 јануари на 6 месеци од прилика ние ја регулираме таа одлука со одлука на одборот и таа се објавува во службен вестник на Република Македонија. И сега конкретно оваа последнава одлука што важи од 1 јануари, издвојувањето, односно задршката за случај на смрт или посмртна помош, ние што ја викаме, изнесува 150 денари. За тие 150 денари исплатата во случај на смрт на секој пензионер што ќе го задеси тој последен чин изнесува 40.000. Тоа значи дека е зголемена. Да, зголемена. Од 140 денари беше 35.000 исплата, а сега само за 10 денари зголемување имаме исплата од 40.000 денари и ние мислиме дека тоа нема да ги засегне многу пензионерите, затоа што знаеме ние какви се примањата на пензионерите, во која група спаѓаме ние, дека пензијата треба да ја обезбеди социјалната сигурност на пензионерите, а таа е навистина на едно, за жал, незавидно ниво. Просечната пензија сега изнесува околу 27.000 и нешто, просечна пензија, и во таа просечна пензија до тоа ниво се 2/3 од пензионерите. Значи, само 1/3 можеме да кажеме дека имаат пензија над 27.000, што е, знаете, во овие услови, а посебно пензионерите што плаќат одредени средства за лекување, партиципации, разни така натаму, значи, навистина е многу внимателно ние влегуваме во оваа проблематика, правиме анализи, ви реков, и решаваме на одборот. Тоа се 7 учесници во одборот, јас сум председател, имам подпредседател, и ние од време на време настапуваме пред јавните медиуми за да допре нашиот глас, односно она што се случува со овој фонд да допре до пензионерите, да им кажеме дека тоа е навистина 40.000 не се многу пари за надомест во случај на смрт, меѓутоа значат многу ако сме ние сите како што сме зачленети во оваа организација, можеме да си го дозволиме тоа да вршиме исплата, иначе еден поединец не може тоа да го издвои. Јас правев одредени математики дека 22 години неколку месеци треба да издвојува за да дисциплинирано месечно за да може да дојде до тие 40.000. А вака на солидарна основа, значи веднаш штом се зачленуваш во овој фонд, ти си член таму и не значи дека тоа треба некој да го уплати или ти да го уплатиш преку пензијата. Значи автоматски ја имаш таа придобивка. Само имај среќа да живееш подолго, па тој што има, да кажеме, таква несреќа да не може да доживее подолг рок за да може солидарно да ги користи тие средства. И какви се првичните реакции од пензионерите? Ја поздравуваат ли оваа одлука? Па, уште немаме реакции, затоа што уште нема сознание, значи ова почнува од први, за сите случаи што ќе настанат од први сега. Значи може некој станал пензионер минатата година, не вложил ништо, а ќе на неговото семејство ќе му се овозможи да покрие одредени трошоци за случај на смрт. Знаеме ние во услови на инфлација колку тоа чини. Тој чин да се последен чин за испраќање на својот близок, меѓутоа сепак значи некоја помош и значи многу за тие што, да кажеме, реков дека пензионерите се навистина една социјална категорија која што треба да си го чува и да го негува ова, и мислам дека нема да има реакции за тие 10 денари. А инаку вториот дел, не знам дали спомнав, солидарниот фонд се состои од 2 дела. Значи тоа е едно цело во 2 дела. Значи чланарината, за да бидеш член и да имаш
удел во посмртната помош и да имаш такво покритие, треба да бидеш и зачленет, а членувањето чини 30 денари. 30 денари се еден износ кој што важи уште тогаш, уште 92 година, кога се зачленуваат пензионерите на доброволна основа преку здруженијата и преку, да кажеме, осигурителните компании, а сега се еве на овој начин преку подрачните единици, таму кај што поднесува барање, таму ја подпишува и таа изјава. И ова не зна зошто вика некој дека е ова задолжително. Под призма на под изговор дека е доброволно, оно било задолжително. Меѓутоа таму во службата кога се обраќаат, они ги прашуваат и таа изјава навистина гласи да или не. И тој може со својот интегритет да одлучи дали сака да членува или не сака да членува, а дека може и да не членува, значи може во текот на својот пензионерски живот да каже дека јас не сакам веќе да членувам. Тоа не сакам да членувам, исто може да го спроведе. Тоа е тоа доброволно. Значи, ако сака да не членува, може да поднесе изјава дека ја повлекува неговата изјава за членување и може да не членува. Меѓутоа, што значи тоа? Дека, реков во почетокот, ова е покритие на ризик и не може да се враќаат овие средства, пошто тие течат, се исплаќаат, се уплаќаат и се исплаќаат. Колку влегуваат капка по капка уплати, толку излегуваат исплати. Значи, тоа е нивелирано, колку што се уплаќа, толку да изнесува и исплата. Не остануваат вишок на средства тука. Нити има шанси за злоупотреба. Нити во првиот, нити во вториот дел. Во првиот дел, значи, подрачната единица исплаќа. Подрачната единица на пензиско-инвалидско осигурување. Не допираат тие средства до Сојузот на пензионерите или до Сдруженијата на пензионерите. Туку се исплаќаат преку подрачните единици на фондот на ПИОМ. Таму има посебен образец кој што зборува кои документи треба да ги поднесе. Треба основните документи, тој што ги поднел трошоците за погреб и тој што починал, а е член на пензионерската организација, односно на солидарниот фонд. Тоа се тие основни документи и се врши исплата по основ на тоа. Во тој дел, значи, не може да има, вика се собираат, секој прави математики. Вика кога сите членуваат, демек задолжително членуваат, а тоа реков не е задолжително, кога сите членуваат, се собираат многу пари и се злоупотребуваат. Значи не може да се злоупотребуваат и од друга причина што овие пари веднаш кога ќе се издвојат од пензијата. Кога примаме пензија, тие пари 150 и 30 денари сега се тргаат на страна. Тие 30 денари се пренесуваат во Сојузот на пензионери, кој што има најмногу членови, и сите 4 сојузи одлучуваат по членството да ги вршат тие распределба на тие средства, само 30 денари. А овие 150 денари што се за смрт, тие остануваат на посебна трезорска сметка. Ниту доаѓаат во Сојузот, нити Сојузот има допир, нити пензионерите имаат допир со нив. Значи, таква злоупотреба не може да се направи, а вика станува збор за 10 милиони еври. 10 милиона евра. Сега има една друга, да кажеме, состава што за жал е непријатна и не знам луѓе што сакаат да постигнат со тоа. Вика, по законот за здружени и фондации, во кој што припаѓаат за жал и пензионерската популација, која што реков е огромна, ставени сме во таа група, вика, ние сме граѓански организации, вика граѓанските организации можат, граѓанска организација или здружение на граѓанска организација може да формираат 5 лица. 5 лица по 150 денари или 180 денари, колку се тие пари? И што можат, каква функција можат да извршат тие, да кажеме, тие средства што тие 5 луѓе, а таква појава има, дури има и во нашето Куманово. Има формирано посебно здружение од 5 лица. Во првиот дел, значи, во делот за исплата на посмртна помош, рековме дека 150 денари од 1 јануари до 30 јуни,
И на 30 јуни, пред 30 јуни, пак одборот треба да се состане и да види каква е состојбата со движењето на бројот на пензионерите, на бројот на умрени пензионери, на извршени задршки, на извршени исплати и сравнувајќи ги тие податоци да донесе нова одлука. Значи, ние не престануваме. Солидарниот фонд не се укинува. Меѓутоа се нивелираат податоците за да се направи точно изравнување на уплатите и исплатите. И рековме тука нема никакви злоупотреби. Оти се повеќе учесници и повеќе одговорни структури. А во другиот дел, рековме чланарината, таа оди во Сојузот на пензионери. Секој месец кога ќе се префрлат тие 30 денари, 2,5 денари се задржуваат во Сојузот за тоа што е тоа наша организација која што не застапува пред сите органи, она е некој вика пирамида, тоа не е пирамида, тоа е организациона поставеност, не може сите ние по улица да одиме и да бараме права. Тоа е нема успех во тоа. Еве, пензионерите се излага и на такви опасности, и по горештини, и по студови, што не се исплаќа. Не можат тоа така да го решават. Значи, во тој другиот дел, 2,5 денари се задржуваат во Сојузот, а 27,5 денари остануваат, се пуштаат на пензионерите според бројот на пензионерите. Според шифрите на пензионери што се пензионирале. Значи, секоја општина што има здружение на пензионери, а има 53 здруженија што се членки на Сојузот, секаде се пуштаат тие пари според таа шифра. Значи, заведена е посебна шифра и се знае дека Куманово има сега околу 17.000 пензионери. За тие околу 17 варира таа бројка од месец до месец, дали има прилив или одлив, умираат или доаѓаат нови. Тие пари се пуштаат на здруженијата. Што работат здруженијата со тие пари? Ги злоупотребуваат ли? Не. Здруженијата се правни лица. Одговараат пред законот, одговараат пред органите, поднесуваат периодични, макар да не се должни, изработуваат периодични пресметки за да ги следат состојбите на трошењето и изработуваат по закон задолжени завршени сметки како сите правни лица до 28 февруари. И имаат органи изберени, највисок орган собрание, имаат надзорен орган што е стручен орган за следење на состојбите, од економисти, дипломирани, искусни менаџери кои што биле во стопанството и ова сега се пензионери, тие управуваат и одлучуваат за користењето на тие средства според финансиски план. Финансиски план се донесува на крај на година, во декември. Веќе, еве, за Здружение во Нажет, да кажем, донесен е финансискиот план. Што опфаќа тој финансиски план? Опфаќа строго утврдени намени. Зашто се користат и за каква функција тие пари? Не се користат за пензии. Значи, тука нема спој со пензии. Се користат за работа, за активности, за работа на ограноците и клубовите каде што пензионерите се организираат, решаваат, одлучуваат или се дружат. За бањско лекување, за еднократна помош на болни. По 50 случаи дневно доаѓаат да бараат одредена помош, каде што здравствени комисии од стручни здравствени работници решаваат за тие барања. Се работи за спортски активности, каде што пензионерите се активни во неколку 7-8 дисциплини, дали дисциплини салонски или веќе има објавена програма на Facebook, почнуваат веќе организација на тие активности. Партиципација во екскурзии, кога сакаат да се дружат, да шетат за ефтини пари, да ги прошета организатори здружението. Овде има луѓе кои што се дежурни, пак да кажам кривци, кои што одговараат за сите столбови што ги интересираат пензионерите. Не можам се да набројам што е во функцијата, значи огромни работи кои што се однесуваат, а одлучуваат органите. Одлучуваат извршен одбор како оперативен одбор. Орган во Куманово постојат 11 такви членови. Има организатори на помошни комисии кои што работат со луѓево. Има различити активности, неколку фестивали на меѓународно ниво што организираат пензионерите. Сето тоа
изискува, бара одреден ангажман на луѓе кои што се откажуваат од приватниот живот, меѓутоа сакат да придонесат или се разбираат или се, да кажеме, Куманово е единствено од тие 53 издруженија кои што има драмска секција, каде што глумата аматери и настапуваат, и сите ги бараат, и во земјата и надвор од тоа. Значи, за тоа се потребни нормално средства. Минимални средства, меѓутоа, тие се распоредени. Контрола се врши, значи, и во внатрешните органи, и во надворешни органи. Значи, не може да има нити тука некаква злоупотреба. Се контролира. И најмалку може да има злоупотреба во пензионерската организација. За сега може да заокружиме. Со тоа има многу да се збора. Ви благодарам на разговорот.